Mnogo opštini во државата короната ги стави финансиски на колена и тие не можат ниту да функционираат, ниту да решаваат елементарни граѓански проблеми. Поради ова владата за нив подготвува пари кои ќе овозможат комплетна ревитализација, изјави министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Некаде проценката е дека ќе добијат некаде над 50 милиони евра дополнителни средства сите општини од овие мерки, меѓутоа нема да се дадат тие туку така на општините, туку тоа ќе биде со по принципот на два системи, од кои што едниот ќе се финансираат подобрите општини, оние кои што си ги собираат изворните подобро приходи од општините и знаат добро да го планираат сопствениот буџет, а втората група на општини се оние кои што ќе добиваат повеќе финансиски средства како во групата на недоволно развиени, со цел да ги стигнат овие кои што се навистина развиени општини, со цел да се направи балансираност помеѓу сите општини во државата. Овој транспорт на владини пари до општините се случува и во период кога предвидената децентрализација е во финална фаза, што е втората поента на предвидената помош за полесно финансиско консолидирање на општините. Тие досега во голем дел зависеа од пари кои наместо во локалните завршуваа на сметките на државата. Клучно со децентрализацијата тие ќе добијат повеќе средства, така да ќе можат многу подобро да се справат со проблемите, финансиските проблеми кои што ги доведе ковид кризата. Пред се тука станува збор за фискалната децентрализација, која што е во финална фаза, веќе владата е запозната со предлогот на Министерството за финансии. Ќе одиме со зголемување на процентот од данок на ДДВ. Се уште со цел се прават последните договори во однос на висината на процентот и се разбира процентот зголемување од персоналниот данок на доход. Инаку на почетокот на мандатот на локалните власти во 2018 година, владата им покри 51% од долговите на општините. Тогаш тие пријавија долг од 97,5 милиони евра, а на сметките легнаа околу 50 милиони евра.